Докторе, се наоѓаме на местото на клинички центар, каде што треба да се издигне новиот објект, една голема инвестиција, ветување вредно 70 милиони евра, но после 2 години од поставувањето на камен темелник нема ништо од објектот, иако беше најавено од страна на премиерот дека ќе биде изграден до 2017 година. Со ова имаме една слика во здравството која што зборува за лоши услови, за најавени инвестиции кои што не се остваруваат, за немање услови ниту за пациентите, ниту за лекарите за нивна работа, а од друга страна се представува во медиумите една сосема друга слика, дека македонското здравство е едно од најдобрите во Европа. Што мислите вие? Каква е вашата оцена за нашето здравство и нашиот здравствен систем? Видете вака, целата ситуација не е од она што некој ќе вети и дали ќе го оствари зависи од многу услови, да кажам, кои што секако треба да ги ние прилагодуваме на некој начин како држава и оние кои што сето тоа се грижат. Далеку дека условите кај нас се добри, кај нас условите се на некое си ниво кое што, еве да кажеме, се функционални на некој начин, но тоа не е доволно за нешто што до сега се збореше и се протежише се дека станува збор за нешто модерно здравство кое што ние треба да го изградиме, кое што треба да дојде на некој степен на висина и некој европски карактер. Далеку сме од таа реална слика. Сето она што ни се случува во денешно време сме сите сведоци, нема да сгрешиме ако кажеме дека веќе е тоа опишано и во медиумите и е кажано на многу други места. Објавени се целосни, да кажем, и анализи во врска со целиот случај на ова што се случува кај нас. Сепак мислам дека здравството на некој начин како најбитен елемент во една држава и она што на некој начин представува столб кој што за самиот народ ова држава е значаен, не се доволно прават некои работи кои што треба да бидат направени. Како според вас, каква е улогата на министерот во оваа ситуација? Дали мислите дека он има некаква вина и како треба да се справи со овие проблеми? Значи, секој кој што е поставен на таква одговорна функција, поготово како министер на здравство, треба да си одговори согласно своите способности. Најверојатно можам да кажам дека сето она за кое што некој човек би се залагал би оставило некаков трак и во неговата историја, и во неговата иднина и така натаму и за поколенијата, би оставиле некој марк и сепак самиот тој ако знае нешто да направи, ќе го покаже тој ќе го направи. До сега да кажам искрено, можеби се труделе да направат и доста и претходници на моменталниот министер во здравство, но секако дека ние како луѓе, како лекари, како фела и како, да кажеме, граѓани, не го гледаме тоа реално дека се случува, нели, во овој момент. Во врска со партизираноста на здравството, имаме многу ситуации и многу сознанија дека клиниките се во основа партизирани затоа што на нивните високи позиции се ставени лица определени по партиска линија, а не по нивниот квалитет. Докаде е стигната оваа партизација? Имавме еден случај каде директор на клиника излезе во јавноста со писмо во одбрана на министерот. Видете, од секогаш и како лекар и како човек кој што потекнува од лекарска фамилија, за мене најбитно нешто е да нема политика во здравството. Тотална департизација на здравството мора на нас да ни се случи. Луѓето кои што и сега се поставуваат, мислам дека и да бидат поставени такви луѓе кои што се со партиски марк, да кажеме, треба да бидат пред се лекари, затоа зашто тие треба да се оние кои што насочуваат нешто да се случува и тие се кои што ги даваат идеи, не да бидат послушници. Иначе партизацијата се случувало порано, и сега, но сега веќе е со невидени размери. Значи се ставаат такви луѓе кои што на некој начин и не се тоа што треба да се на такви позиции поставен. Сето тоа резултира со ова сега што го гледаме на некој начин што се случува и така на. На нас послушници не ни треба, на нас ни треба луѓе кои што ќе ги згрижат болните, пациентите и ќе може да им помага. Нормално со тоа што ќе понудат, да кажеме, квалитетно здравство и болници во кои што ќе има се на некој начин од буквални реагенси за и раствори и така натаму до материјали за хируршки интервенции.
Имаме случаи каде што наместо пациентите да добијат услуга, да добијат здравето да им се подобри, имаме ситуација каде што на нив повеќе им се штети, но нема после тоа правда за овие пациенти. Го имаме прво случајот со Тамара. Како вие го коментирате овој случај? Беше ветена помош, откако првен беше одбиена за лекување во здравство. Медиумите го актуализираа случајот во јавноста. Министерот декларативно вети помош, но на крај случајот заврши со смрт на малото девојче. Видете, жалосно е што се случува такви случаи кај нас и ги има, не е дека ги нема, но сепак кај нас се доведуваме до една, како да кажам, смешна ситуација, да се изразам баш на тој начин, дека е смешна, дека треба нешто да се актуализира, па за да тоа се случува или да се решава. Мислам дека и луѓето кои што се во обкружението на тие инстанции за кои што решаваат за здравството, треба да бидат свесни дека секој пат мора да се одговори на вакви случаи, поготово на оние кои што се специфични. Ова не е само случајот што беше со Тамара еден случај. Почна да ни се случуваат и други случувања во државата. Ние сме свесни што значи тоа. Тоа значи дека на некој начин целото здравство ни пука по сите шавови во моментот. А случувањата, еве да кажеме, после толку актуализација од се живо и диво, треба некој да се замисли да земе да ги решава како што треба, не да сме на статус кво ситуација. Конкретно за Тамара, беше одбиена затоа што од Министерството рекоа дека операцијата тој зафат може да се изведе кај нас. Дали може, дали има услови? Секако дека би требало да има услови за изведување на таква операција, но специфичноста и тежината на случајот беше за да таа биде насочена да се оперира негде надвор. Тоа е компликацијата која што настанала и претходно и после, и не било некако, да кажеме, тој дефект решен. Можеше и овдека се среди. Ние имаме сепак многу добри стручњаци, но кадарот кој што треба да се воздигнува и да се обучува, сега ние моментално во таква ситуација дека имаме само приказни, дека се оди, дека се едуцира и така над. Никој не донесе ниту нов метод, не донесе нити подобрување на нашите можности и способности. Затоа викам дека и некои работи треба да се решаваат надвор. Не се за кај нас, но сепак еден ден би биле радосни кога сите ќе имаме модернизиран нов клинички центар и така натаму, каде би можеле да се изведуваат сите видови на интервенции. Освен тој несреќен случај, имаше и изминатиот период и низ за други. Некои новинари информира за докторката во воена болница, офталмологот, кој што наместо да го поправи видот на пациентите, ги ослепувал. Тој случај не дојде до никаква разврска. Имаме еден друг трагичен случај со родилката во Гевгелија, која што почина затоа што анестезиолозите консумирале алкохол претходно и не биле способни за работа. Овој случај заврши така што на анестезиолозите не им беше одземена ниту лиценцата. На што се должи ова што пациентите немаат правда во нашиот здравствен систем? Уште на самиот почеток од нашата дискусија реков дека департизација мора да му се случи на ова здравство. Сепак постојат и кадри кои што се на некој начин штитат. Тоа треба да се кажат одговорните, дали се заштитени овие во овој случај лекари кои што ги направиле тие грешки, дали треба да одговараат. Значи тоа треба да го каже оној кој што е на повисока инстанца. Сепак ние имаме и како ФЕЛА, си имаме своја, комора, си имаме начин на кој што ги решаваме тие работи при грешка ако се случува од страна пациент. Мислам дека сето ова што се деси во врска со овие случаи е по нечија вина. Ако може да кажеме дали таа вина треба да ја преселиме на некое место одредено, јас би рекол да, затоа зашто тие луѓе кои што не раководат, тие треба да го сносат сето тоа. Не се криви виновни некој пат ни лекарите. Ние немаме кадар, затоа го реков. Нашиот кадар се дешава буквално бегање од страна на лекарите надвор. Значи, ние си ги бараме своите права и остварување на Хипократовата заклетва негде надвор, ван граници на ова Македонија, што на некој начин е жалосно. Ние сепак сме учеле и сме се дале заклетва за да работиме во оваа држава и да помагаме на нашиот народ. Сето она што го остваруваме надвор е заради подобра екзистенција која што тука сега ја нема, а може да ја има, и сите насоки, ние не сме огромна држава за да не можеме сето тоа да го направиме и да подобриме и плати на тие лекари и така натаму и така. Кадарот веќе буквално имаме недостаток на кадар. Ние сме свесни за тоа и треба да се случи многу брзо едуцирање на нова една плејада лекари кои што можат да го сработат тој да бидат тука. Така да двајца анестезиолози, четворица, петорица, буквално да има персонал кој што би одговорил на потребите кои што се барани у тој момент. И после сите овие трагични случаи нема оставка од страна на министерот, иако граѓаните преку протест го побараат тоа. Нема одговорност ни за луѓето кои што се виновни за тоа како резултираа случаите.
Што друго треба да се случи за еден министер да поднесе морална одговорност и оставка после сето ова? Вака, поради целиве случувања кои што се дешаваат во тек на ова деценија, на некој начин, можам да кажам дека ние треба да сватиме дека повеќе морал како некоја си представа или некој си замислен термин или нешто што е внатре во секој, почна да се губи и на некој начин исчезнува. Значи, ние сме сведоци што ни се случува и покрај такви притисоци некој да може да обстојува и така или на одредена позиција или да ги брани нечиите интереси. Сепак овдека станува збор за народ, за здравјето на народот. Народот ќе го оствари своето право и пациентот ќе го добие своето заслужено место, буквално у синергија само со лекарите. Ние сме тие заеднички кои што мора да ги пребродиме сите овие пречки. Другите можат да си кажат сами за себе, бидејќи и моралниот чин е нечие лично определување. Имаше значи револт од страна на лекарите пред неколку години кога излегоа на протести против системот за рачунање на нивните приходи, на нивните плати. Се стиша овој отпор од страна на лекарите. Дали како резултат на тоа што првиот синдикалец беше можеби уапсен? Мислам дека вака, ние сепак работиме благородна работа. Ние лекарите помагаме на народот, сме задолжени за чување на неговото здравје. Сето она што ни се случува од надвор е само еден огромен притисок кој што ние го чувствуваме и заради тоа у самиот разговор со колегите можам да кажам дека тоа се чувствува и се осеќа. Мислам дека во поново време после сите овие случувања почнуваме и ние како лекари на некој начин како интелектуалци да се будиме. Страв постои и можеби поради тоа никој од синдикатите никако да успее за да би ги оствариле своите права. Па така да своите права ги бараме на ваков или таков начин. Но само сплотено заеднички како фела, како струка, би можеле да ги оствариме своите права заеднички. Што треба да се смени прво за да почнеме да целиме кон ефикасно здравство? Имаме споредби помеѓу нашето здравство и она во Данска и Шведска, што е неспоредливо, затоа што таму пациентите ја добиваат услугата многу брзо, а кај нас се чека за најбанална услуга по 2 или по неколку месеци. Вака, за жал, ние се уште не можеме да се споредуваме со такви системи на здравство. Мислам дека ќе ни треба одреден период, години ќе ни треба за да сето тоа го направиме да биде барем слично на нивното, бидејќи нормално дека тие држави се и држави кои што постојат и обстојуваат многу векови, имаат огромни примања, имаат сите обезбедени услови, бидејќи функционалноста таму е на прво место. Една работа треба да разбереме, дека средувањето на здравството треба да почне од најниските моменти. Значи, нас не чинат и овие зидови какви да се и дали постојат или не постојат, не чинат да имаме модерно здравство. Стручњаците кои што се внатре во тие зидови треба да се оние кои што се носители, оние кои што ќе ги средат системот на здравството. Баш буквално не станува зборов дека дали ние ќе имаме ваква подршка или таква подршка. Ние мора да имаме систематизација и некое решение кое што заеднички треба да го донесеме. Сето она што не е добро да го искорениме и да се прилагодиме. Откако ќе ги направиме сите тие приспособувања на некој начин, тогаш може да на некој начин и видиме што се случува во тие модерни системи на здравство и да ги на некој начин донесеме и имплементираме кај нас. Уште едно прашање, дали може доктор да преживее така што ќе работи само во државниот здравствен систем, а при тоа да не се ја побара среќата во приватниот? Малку тешко прашање, бидејќи до сега е разговарано доста пати колегијално и така натаму. Значи, тешки се условите, секако и дека мислам дека за еден лекар примањата се многу мали, бидејќи ние заслужуваме поголеми примања. Не сакам да се компарирам, нели на некој начин секоја фела си носи своја тежина. Судиите веќе ги добија своите, некако да кажам, задоволни плати, така да ги наречеме, треба и ние у здравство да добиеме такви плати, не само заради како сервис, нели, него како еден голем битен столб на ова општество. Секој кој што ќе добие добра плата, сигурно нема да бара нити да оди во приватно, нити да бега надвор од државата. Сведоци сме дека и сега нашите колеги кои што се поедени во приватен сектор, на некој начин и таму имаат тежина,
како да кажеме, но за тоа се добро платени. Би се решиле сите ситуации со еден потек кога би се нивелирале платите во здравството и тогаш би се средило и бегањето на белиот мантил од нашата држава и бегањето по приватните институции. Но дали тоа е единствената причина за одливот на лекарите? Не. Постои една многу лоша причина која што ние сме веќе сведоци, вие како новинари и ние како лекари, деградација на лекарската фела. Најтежок момент кој што до сега се десил во македонското здравство на некој начин е баш таа деградација. Ние како фела нормално, заедно подпомогнати и со страна на нашето здружение, нашата лекарска комора, треба да сме лекари пред се. Не треба да тераме политики, нити па некој на нас да ни диктира како се прави тоа. Сигурно тие не знаат подобро у здравството што треба да се направи од самите лекари кои што го работат тоа долготрајно, се трудат тоа да биде изведено и да помогнеме на овој наш народ. Сето она што се случува, деморализацијата не доведе до ова дередже на некој начин и мислам дека ќе ни треба извесен период да ние повторно се вратиме во колосек, но сепак пак ќе повторам дека само ние заеднички со пациентите во еден синергизам може да го направиме тоа заеднички. Значи да се донесе законот, како што се донесе за пациентот, се донесе законот за лекарите. Тоа се две работи со кои што би биле ние сплотени и би действувале во еден, но секако тука ќе се исклучи и таа деградација која што ја трпиме доста време.